Хуманоста кај човекот ја покажува неговата големина, било тоа да е преку донирање облека, обувки, храна, мебел по куќнина или пак парични средства. Помошта е добре дојдена за секој на кому му е потребна. Колку често граѓаните донираат? Дали чекаат некоја акција за да се вклучат или тоа го прават само иницијативно? Ги прашавме струмичани колку имаат навика да ја покажуваат хуманоста. Да, мислам дека има, да. Дали вие лично сте биле во хуманитарна дејност? Да, јас како вработам во образование, имаме често акции за деца, помагаме, мислам, колку што ни дозволат се. Исто така поплавите во Србија, па и сега за тоа имаме донирани, имаме деца, па од децата што се квалитетни алишта ги одделуваме и ги поклонуваме. Хуманист. Доколку на некому им треба, дали би подариле тоа што е потребно? Да. Јас имам донирано така на некој се, ама не мислам преку жиро, така, колку што можем да на некои сиромаци. А и ние не сме толку богати, ама па помагам помалку. Прво да кажам, со паричен надоместок, може да било минимална, ама важност давам. И гардероба сум давала. И сега имам зберено едно кесе да го подарам на едни дечки. Има. Дали вие лично имате донирано нешто? Имаме, еве сега за поплавата дониравме нешто. И друго што да кажам, за некои деца така што има по телевизија и така. Деновиве на Струмичкиот плоштад е поставен пункт за собирање користена облека и обувки. Секој кој неодамна го чистил својот гардеробер и наишол на алишта кои не ги користи, може да ги донира тука. Исто така облеката која не се користи може да се донира во секое време во општинската организација на Црвениот крст во Струмица. Тие понатаму ќе ја достават кај оние на кои им е најпотребна. А пак сите оние кои имаат мебел или бела техника или секаков дел од покукњина, а е во функција и сакаат да го донираат, може да се јават на бесплатната телефонска линија 0800 55 800 или директно во меѓуопштинскиот центар за социјална работа. За акцијата Се грижиме за топол дом.